Добре дојдовте во овој виртуелен простор да го исполниме со убави разговори, со тема исклучително актуелна, би рекла секогаш актуелна, можеби исклучително важна овој период, овие времиња на големи промени низ кои што поминуваме сите. И додека чекаме и другите да се приклучат, имаше многу повеќе и пријавени. Океј. На денешниот вебинар ќе зборувам на темата од бърнаут до баланс. Навистина се потрудив и покрај обемноста на темата, важноста на темата, значајноста, има многу важни фактори кои што навлегуваат, би рекла, задираат во суштината на тоа што значи да останеме ресурсни, да останеме резилиентни, да останеме флексибилни, на начин да го избегнеме бърнаутот во прва линија, да полесно се справиме со тој стрес на кој што неминовно сме изложени во секојдневното живење. И се надевам дека ги одбрав вистинските информации на начин да ја добиете поголемата слика околу ова исклучително значајна тема. И мојата надеж, моето верување е дека до крајот на овој 1 час вебинар, можеби ќе трае некоја минута плюс, верувам сте флексибилни, брзо поминува времето кога зборуваме за работи што ни се суштински важни, интересно е. Сега го ќе оставам на крај време за да поставите ваши прашања или да пишете коментари. Четбоксот ќе биде отворен за целото време траење на вебинарот и ќе можете да ги пратите таму, да ги пишете вашите прашања, коментари доколку имате и ќе најдам начин да одговорам за време и во текот на ова презентација, ова предавање. Мојата надеж е дека вие на крај на овој 1 час, час и половина ќе слушнете интересни информации, дека ќе добиете одговори на вашите прашања, што и да е тоа што ве донесе тука. И ќе заминете побогати со не само знаење што само по себе има моќ да трансформира, туку и конкретни стратегии, би рекла, неколку конкретни стратегии до крајот ќе споделам, кои што значително доколку ги ставите во функција, доколку ги примените, секако ништо не вреди. Ниту знаењето, ниту стратегиите не вредат ако ние не ги искористиме. Меѓутоа, доколку ги искористите, верувам дека ќе го избегнете. Имаме некои технички моменти тука, ги средуваме. Верувам дека значително ќе го избегнете и бърнаутот и штетните ефекти од истиот. Па, уште еднаш да ги поздравам новите кои што во меѓувреме се приклучија. Драго ми е што сте тука и верувајте, многу правите за вас, што гледате го ово како еден вид инвестиција, време, вашето присуство е најзначајно да олесните начинот како се справувате и евентуално да се движите кон живот со поголема енергија, кон живот со поголем баланс и секако да го подобрите вашиот фокус, концентрација и да можете да се движите со решени препреки, да кажам, со расчистен пат од препреки. Ние можеме слободно да дишиме, можеме да се движиме со поголема енергија кон работите што ги сакаме, кон она што сакаме животот да представува за нас. Па, некои од вас се јавува изминативе денови и замолија, иако ова не е вебинар исклучително и фокусиран за NLP, како што практикуваме понекогаш да ги организираме тие вебинари во насока на запознавање со NLP или невролингвистичко програмирање, замолија на почеток, сосема кратко, нема да земам повеќе од 1 минута, да споделам информација за новата група која што е во фаза на формирање. И започнува тоа е овде, го споделувам, кој што започнува на 26 април, сега на 26 април. NLP практишенар, верувам, повеќето од вас се запознаени што значи NLP, што е NLP, до крај секако ќе оставам простор малку повеќе да објаснам за ова, мислам повеќе, да дадам малку повеќе информации.
Меѓутоа, за оние кои што бевте заинтересирани кога започнува програмата, започнува 26 април. Таа е повеќе месечна програма, подразбира повеќе модули, каде што многу подлабоко, поисцрпно, подетално, посуштински, да кажам, се навлегува во нашиот мајндсет, во се она што представува наш модел на свет. Моделот на свет е нешто од кое што ние нужно оперираме, ние сите споделуваме една физичка реалност, меѓутоа сите оперираме од своите мапи, од своите модели на свет и всушност на некој начин ова е поврзано и со денешната тема, каде што го двоиме искуството од околностите, едно и друго не е исто, па ова е програма која што навлегува во суштината на комуникацијата, представува врвен комуникацијски модул, исполнет со многу знаење, детално, концизно, сите тие дистинкции кои што го чинат субјективното искуство, изобилува со процеси, изобилува со методи, изобилува со техники кои што имаат моќ, имаат влијание да ги променат нашите животни резултати, нашиот живот, квалитетот на нашиот живот, на нашата кариера. И е едукација која што трае 144 сати, распределена, како што кажав, низ повеќе месеци. Ова е првиот модул, започнува 26 и 27 април, тоа е сабота и недела. И понатаму динамиката е секој месец се реализира еден модул, каде што се изучуваат на секој модул нови и нови работи, знаења, техники, принципи, кои што ја чинат големата слика на тоа што значи да се биде човек, што значи да, како сме станале тоа што сме станале, сите тие нивоа различни на програмирање, можност да ги преиспитате, да го преиспитате својот модел и воедно да изградите, да одучите тоа што не ви е потребно и да изградите нешто ново, нешто покорисно, нешто што е поблиску до вашето автентично јас, би рекла, и тоа е суштински исто така важно и за денешната тема, бидејќи кога ја игнорираме вистината на некој начин, мислам дека ова беше изјава на Габор Мате, која што сега ми доаѓа, се сеќавам на таа изјава, која игнорираме вистината околу тоа кои сме ние, тоа завршува со бърнаут. На некој начин тоа е бърнаутот е цената што ја плаќаме кога ја игнорираме нашата вистина, кога сме далеку од себе. Океј. Па би сакала на почеток, бидејќи мојот план е да споделам многу информации, суштински информации, ако и нешто од тоа, верувам ќе запамтите, ве поканувам да си земете хартија, бели листови хартија или тетрадка, пенкало и да запишувате. Научно е докажано исто така дека 70% од тоа што ќе го запишеме некако останува со нас, подобро го памтиме, не завршува веднаш во краткорочна меморија, туку даваме шанса да оди во долгорочна меморија, да остане со вас, а воедно и секогаш можете да се навратите, бидејќи многу практични информации суштински ќе споделам, секогаш можете да се навратите и да прочитате што сте запишале. И исто добив овде исто насоки да ви кажам дека целиот вебинар се снима, па доколку не сакате да немаме начин да побараме согласност од вас, меѓутоа доколку не сакате да се појавите на снимката, можете да ги исклучите вашите камери и се што сакате да поставите како прашање, да искомуницирате слободно. Ве молам, направете го тоа во чет и ќе се навратам. Значи, ако поголем дел од информациите сепак ги заборавите на некој начин, нешто што би сакала да остане со вас, нешто да остане запаметено, да остане со вас, е токму оваа информација. Тоа е, имате дозвола, имаме сите, вклучувајќи ми и мене, да се одмориме, да направиме пауза. Кога животот ќе стане тежок, кога работата ќе ни стане премногу тешка, имате дозвола да ја спуштите работата, да ја ставите макар и за кратко, да се одморите и да се позанимавате за тоа време само со стресот, со она искуство на стрес, начинот како го искусувате внатре во вашето тело. Имаме дозвола да се одмориме. Бърнаутот или прегорување, согорување на македонски, не е само последица, да кажам, или причината за бърнаут не е само недостаток на грижа за себе и единствено грижа за себе, може би и не е единствен одговор, иако тежнееме да го управуваме со собственото искуство, туку и
сите ние заедно се грижиме едни за други. Ние, луѓето, би рекла, не сме создадени да правиме големи работи, да завршуваме сами, туку да ги завршуваме со другите луѓе. Ајде на почеток, ќе ве прашам, ја гледам овде чашава, па реков да ја искористам, како една поента исто на почеток, што метафорите остануваат со луѓето, метафорите се памтат. Држам во рака чаша со вода. И сега ако ве прашам колку е тешка оваа чаша вода? Ако ја држам чашата вода, сега е лесна. Ако ја држам чашата вода за 5 минути, ќе почне да станува тешка. Ако не ја спуштам и ако продолжам да ја држам, во наредните 10 минути ќе стане навистина тешка, силно ќе ја почувствувам тежината. За 15 минути, веројатно, толку ќе ми стане непријатно и чашата ќе ми стане тешка, што може и да делувам и смешно и конфузно пред вас. Па што би требало да направам? Да ја спуштам чашата, да одморам 1 минута и после 60 секунди, после тие 60 секунди, ако ја кренам пак, чашата повторно нема да биде толку тешка, односно ќе ја чувствувам многу полесно. Јас би рекла на почеток и покрај сите други суштински работи што ќе ги слушнете, тоа е примерен извор на стресот на работно место, бидејќи во голема мера и бърнаутот се поврзува со стрес на работно место, значи оној професионален стрес. Тоа е главната причина за стрес, за бърнаут на работно место. Не е толку поврзано со количината на работа што ја имате, не е толку поврзано ниту со одговорностите, во зависност од улогата што ја имате на работното место, туку е многу поврзано со тоа што кога ќе ни стане тешко, не знаеме да ја оставиме тежината, не знаеме да одмориме, да направиме пауза. Го гледаме често, ова го слушам и од учесниците што доаѓаат на нашите обуки, од клиентите исто кои што доаѓаат на коучинг, ја гледаат паузата како еден вид губење на време. Меѓутоа, тоа што всушност се случува, ако си дадеме пократки паузи, понекогаш само минута или 2, спокој, мир во себе, или да погледнеме надвор низ прозор, да го свртиме погледот од екранот, пола час, половина час пауза на средина на денот, всушност е инвестиција. Па би завршиле повеќе работа, можеби работа што би потрошиле 4 или 5 сати за 3 сати. Моето име е Зорица Поповска. И јас сум професионален тренер, коуч. Последните 20 години ги инвестирав, да кажам, трагајќи по прашање околу разбирањето на човечкото искуство. И за првите 10 години особено трагав по одговор зошто не сме извонредни ние луѓето. Зошто не сме супер, зошто не сме окей. Што е тоа што прави еден ден да станеме од кревет и да се чувствуваме инспирирано, креативно, буквално ко раката на Господ да не допрела. И други денови не сме способни од кревет да станеме, преморени, уморни. Што е тоа што прави разлика? И некако знаев уште од самиот почеток на мојата потрага дека нема да биде одговорот едноставен. И поминав и патем научив, осознав, се сретнав со, ако барате одговори ќе најдете со прекрасни методологии, со прекрасни науки, прекрасно учење кој што има моги да направи разлика. И некако одговорот дури и не е толку тежок, ниту комплексен, е всушност многу едноставен и е поврзан со, би рекла, едно културолошко недоразбирање што го правиме, конфузија што ја правиме околу начинот на тоа како мозокот функционира. Буквално понекогаш се однесуваме како што кажал овој филозофот Лудвиг Витгенштейн, човек ќе биде затворен во соба со врата која е отклучена и се отвара навнатре, се додека не му падне на памет да влече наместо да турка. Сега, која е таа врата за нас? Пред да дојдам до одговорот и на тоа, ќе се навратам на нашата денешна тема,
а тоа е burnout или прегорување, и ќе започнам со некои информации кои што на начин како тоа го е дефинирано, одредени дефиниции на овој слайд, нели, па се дефинира бурнаутот како исцрпеноста не е само да се биде уморен или под стрес, тоа е повеќе како да сме целосно исцедени, би рекла како лимон исцедени до точка кога дури и одморот не се чувствува како да помага многу. Имаше еден музичар, не можам да се сетам на името на музичарот, меѓутоа вели бурнаут е последица кога ние луѓето ќе заборавиме дека сме humans, дека сме луѓе. Препознаена од СЗО како професионален феномен, иако може да дојде и од други области на животот, на начин, нели, грижа, нега, родителство и така натаму. И обично се појавува на три главни начини, како емоционална исцрпеност, и ова е тоа што ќе го покриеме исто, емоции, емоционална исцрпеност, што значи, нели, да се биде емоционално исцрпен, ќе направам дистинкција помеѓу што се емоциите, зошто ни служат и како ние тоа ги исцрпуваме тие емоции, и што ни, и не е само да ги споделам тие информации, тоа е да кажем е нешто што ни прави проблем, меѓутоа целта е да знаеме и што да направиме за да евентуално, ако моментално поминувате низ бурнаут, да што побрзо излезете од тој бурнаут, и исто најдоброто нешто е да воопшто ги препознаеме и знаците на бурнаут, нели, уште на самиот почеток, да не дозволиме да се развие во нешто деструктивно за нас, бидејќи умот и телото се целина. Ние функционираме како една целина, знаеме да го заборавиме тоа, занесени со работата и со сите обврски и се што не очекува и што ние на масата за справување, меѓутоа умот и телото се целина и евентуално ќе ги почувствуваме штетните последици порано или покасно. Зошто и мене оваа тема ми е, да кажем, и блиска и ми е исклучително важна, затоа што и самата јас, особено на почетокот, пред неколку години, многу ситуации некако ги интерпретирав, ги разбирав како да е живот или смрт во прашање, и пред неколку години завршив, и тоа една година после друга, завршив и во болница, бев хоспитализирана, се случуваше тоа после исклучителен напор преку цела година и декември. Наместо да се опуштам, нели, новогодишни, божикни празници, јас ги поминував во болница и некако ги сватив како сериозен аларм за мене, и од тогаш навистина оно што го зборувам гледам и да го живеам, и да не плаќаме толку висока цена за стресот со кој што се соочувам. Бурнаут, со мои зборови, искуство на хронична исцрпеност или преплавеност, каде што постојано чувствуваме или чувствуваш дека имаш премногу обврски, но во исто време ти измачува мислата дека не правиш доволно. Тој продолжен период на стрес што изгледа како да не може да се намали. Секако дека може да се намали, постои начин за опоравување од бурнаут, и прв чекор, како и се друго, е препознавање. Ако не го препознаеме, тогаш оној когнитивен автопилот на кој што сме ментален, емоционален автопилот и така натаму, може да е тука, меѓутоа како што ми се случуваше и мене, не ги препознав раните знаци, додека не стана наистина прекасно. И на овој слайд се представени одредени прашања. Добар момент за препознавање на овие рани знаци е рефлексија. Па кога, ако не сега, на овој настан, ние мислам дека ви испративме на мејл, добивте и една мапа, како баланс, со неколку прашања, можеби некој од вас провери и имавте можеби можност да го испринтате, можеби тоа веќе пред вас, меѓутоа и не ви е нужно потребно. Едноставно поминете преку овие прашања, поминеме заедно и забележете кои од овие рани предупредувачки знаци на прегореност можеби веќе се тука. А тоа е дали чувствувате зголемена иритабилност и нетрпеливост околу работата и личните релации. Дури може да се случи да нешто што ви носело во минатото многу радост, инспирација, среќа, да сега ви представува тежина. Дали се чувствувате преплавено и со бескрајна to-do листа. Всушност тоа, овде ќе нагласам дека тоа мене на некој начин ми беше замка, бидејќи се случи во моментот кога јас го правев тоа што беше мој сон, тоа што беше мој повик да го правам, тоа што е и ова што го правам, овие растење на луѓето, личен, професионален развој е поголемо од само работа, тоа е мој повик, тоа е моја мисија, и занесена во целата таа игра воопшто не почувствував дека
некои знаци биле тука и дека дури нашата пасија, да кажам, може да не повредите како може. Она верувам голема лага е најдете, ако најдете нели што во што сте влюбени, што сакате да правите, нема да работите ниту еден ден. И да и не. Моментот кога ќе почне да ви станува ваша работа, моментот кога ќе почне да ви носи пари, моментот кога ќе почне да ви носи храна на маса, почнува веќе да станува нешто од кое што ќе треба да знаеме исто, да знаеме како да се заштитиме и да ги бидеме свесни за овие рани предувечки знаци. Се вратам на прашањето. Дали се чувствувате преплавено и со бескрајна to-do листа како да нема крај? Дали се чувствувате постојано иседени, имате проблеми со спиењето? Дали имате потешкоти со будењето или станувањето од кревет наутро? Дали често се чувствувате дека не можете да се одморите или да земете пауза? Кога сме фатени во овој вртло како хрчек во тркало, буквално сме робови на тоа што го правиме и не си даваме ни простор да излеземе и да земеме воздух, да издишеме. Кога сме во стрес, кога сме во постојан стрес и сме како на мамка, како риба на јадица, фатени во тој круг на работата, тоа што се случува и ние не си да дозволуваме ни воздух да земеме. Дишењето е плитко, нели? Често ово го споделувам и со учесниците на обуките. Идејата е земете воздух, дишете за да живеете, не само да преживеете. Не? Кога сме под стрес, дишењето е плитко и дополнително создава, го зголемува тој стрес одговор на телото. Понатаму, дали се чувствувате песимистично или како да немате подршка или можеби осамено на во вашата работа и задачи? Дали се чувствувате цинично или исплашено околу работата? Дали се чувствувате како да никогаш не можете да излезете од стресот? И конечно, дали чувствувате длабока исцрпеност? Па постои начин за опоравување од бърнаут, како што кажа, прв начин е да го препознаеме. Американците викаат when you spot it, you got it. Пола работа е решена кога ќе го препознаеме, проблем е кога не го препознава. Па би сакала да, бидејќи спомнав дека бърнаут е чувство на исцрпеност и стрес, спомнавме, емоционално процесирање. И ајде малку chunking down да направиме, да ги разглобиме овие работи за да добиете повеќе информации. Мене знаењето секогаш би било клjuč кон личната слобода, кога имам правата информација, тоа евентуално може да донесе до поинакви резултати. За мене направило голема разлика, сега не е само информацијата, секако дека треба да имаме искуство од ова, меѓутоа вистинска информација би рекла е злато. Па бърнаут е искуство на чувствување преплавен и исцрпен од се што треба да направите, во исто време загриженост дека не правите доволно. Ова веќе го спомнавме. Меѓутоа бърнаут не е само многу работа. И едно е да ние имаме многу работа, задачи со кои што треба да се справиме, а друго е нашето лично искуство, субјективно искуство на преплавеност. Тоа се две различни работи. Луѓето често ги мешаат овие работи, ги мешаат околностите со внатрешното искуство. И овие работи не се едноставно правиме дистинкција околу нив. Па бърнаут е предизвикан од емоционална исцрпеност. Емоционална исцрпеност. Па што е сега, нели, емоција и како ја исцрпуваме емоцијата? Емоциите се супер. Емоциите се тука за да не заштитат. Емоциите го сигнализираат нашето внатрешно искуство на стрес. Тие се системи за рано предупредување и емоциите метафорички ќе се изразам се тунели и треба да поминеме низ темнината за да стигнеме до крајот на тунелот да ја видиме светлината. И ова е метафора, меѓутоа што физиолошки значи тоа, нели? Како ја исцрпуваме? Па исцрпуваме емоцијата кога не го завршуваме стрес циклусот, туку ќе заглавиме во тунелот, повторно, метафорички, ја исцрпуваме емоцијата на тој начин, кога не дозволуваме циклусот на стресот, нели, на оној ран предупредувачки циклус, што се случува во нас, нели, одговорот на стресот, циклусот на одговор на стресот, кога не го довршуваме. И што всушност се случува? Па се случува тоа што емоциите се биолошки, овие биолошки, физички кружења во телото и се случуваат во телото и тие се циклуси на одговор на стресот. И како и сите други циклуси, исто како што и дигестијата си има свој почеток, има своја средина, има свој крај, емоциите се биолошки, физички циклуси, се случуваат во телото, исто така имаат почеток, средина и крај. И ние некаде тука на средина го имаме овој почеток
и на средината знаеме, доколку не знаеме како да се ослободиме, да го довршиме циклусот, се внесуваме во проблем. Всушност тогаш телото страда. Па како овие циклуси на одговор на стрес би требало всушност да работат, нели? Што е ово, зошто се активираат? И ова е навистина поврзано со нашата еволутивна улога, со нашата еволуција. Еволутивната улога исто е така и на емоциите и стресот како одговор во нашата историја на и околина, да кажам, на еволутивна адаптабилност. Овој стрес одговор кој што се активира откако нашите емоции ќе исперцепираат одредена закана, значи се активира овој биолошки, овој дел од автономниот нервен систем, ние ова не можеме да го управуваме, да го контролираме, ние сме силно цврсто програмирани од раѓање да го чувствуваме. И стрес одговорот се активира преку перцепиран стресор. И сега, тоа, бидејќи за кратко ќе покажам и накратко скица на нашиот мозочен систем, троstruк мозочен систем, ние имаме троstruк мозочен систем. И ова се одговори од најстарите мозочни структури на мозокот, оние кои што ние ги делиме со нашите прапредци, оние кои што биле и живееле уште во камено доба, истиот дел на истиот мозок го имаме, барем дел од мозокот ист како тогаш. И овој автоматски биолошки механизам како одговор на надворешна опасност, кој што се нарекува уште и fight or flight, верувам ова сте го слушнале веќе, и fight or flight е всушност одговор на стрес. И што прави за нас? Па ни помага да преживееме, ни помага да се спасиме од опасноста, ни помага да на перцепирана опасност, благодарение на овој стрес одговор, да си го спасиме животот, да преживееме. И што се случува во телото? Па многу работи, чуда се случуваат во телото кога перцепираме опасност. Некаде над 1400 химикалии се ослободуваат во телото. Телото се активира за итно преживување. На некој начин тоа е мобилизација, опасност, бегај. И што всушност се случува? Срцето забрзано чука, значи влие на нашиот кардиоваскуларен систем, дишењето се интензивира, респираторниот систем се зголемува, хормоните, кортизол, адреналин скокнуваат, се тие хемикали во телото, не толку добри за нас, добри за привремено, меѓутоа некога ние сме континуирано или хронично под стрес, тогаш имаат моќ навистина да ни наштетат. Што друго се супресира? Супресира дигестивен систем, се супресира репродуктивен систем, се супресира имун систем. Зошто? Па не е време тогаш да мислиме ниту на храна, ниту на репродукција, ниту за имунитет. Целата енергија оди, крвта се дистрибуира кон телото и ние сме fight or flight. Бегаме или да се тепаме. Ако краткорочен стрес е на некој начин природен, адаптивен, значи тоа е адаптибилен, многу адаптибилен начин на нашето тело да се справи со опасност. Меѓутоа, она што историски порано ни го чувало животот, сега ние живееме во 21 век, кај што не секоја работа е прашање на живот или смрт, меѓутоа истиот овој одговор се активира во нас. Исто како да не бркаат надвор ѕверови и лавови. Сега, како се затвара, нели, тој стресен циклус? Па да замислете ја вие оваа сцена, нели? Лав ве брка, вие џунгла, шума, бегате и трчате брзо, нормално се случуваат сите овие промени во телото, брзате, здогледувате некој селанец, можеби тука во џунглата, и тој ви отвара вратата за да се спасите, вие влетувате внатре во куќата и веднаш што ќе влезете, затварате вратата, издишувате. Лавот можеби доаѓа, меѓутоа се брзо се откажува, гребе по вратата, брзо се откаже и вие конечно телото може повторно се врати во баланс. Тоа е начинот како се затвара еден стрес циклус. Тоа е комплетен циклус на стрес одговор. Сега, каде сме ние можеби во проблем, ова подоцна ќе го објаснам. Во современиот живот, ние сме постојано изложени на невидливи закани. Не се можеби прашање на живот или смрт, меѓутоа како што кажав, истиот механизам за справување со опасност, истите емоции, истите химикали во телото се лачат како да не бркаат диви ѕверови. Денешните стресори можеби не се лав тигар, меѓутоа се што може да бидат. Сообраќај, пренатрупан распоред, мејл од шефот во 10, деца кои што можеби се окей со нив, можеби нешто ќе се случи, ви имате состанок, страф од неуспех, страф од критика, страф од што ќе кажат другите, страф од тоа да се постои воопшто на одреден друг начин. Значи многу стресови, невидливи закани. И кога сме под стрес од овие постојани невидливи закани, што правиме?
И тука се наоѓаме во проблем. Стресот и стресорот не се иста работа. Тоа што е важно за вас да почнете да го одвојувате е да го одвоиме стресот, да го одвоите стресот од стресорот. Не. Зошто? Бидејќи однесувањата кои што го завршуваат циклусот на стресот, оние што ни се потребни за да го се справиме, го довршиме тој, да го заокружиме кругот, да го затвориме циклусот. И телото да се врати на сигурно, да свати телото дека не е во survival, дека излегло од опасност, дека сега е на сигурно. Тие однесувања се различни од оние кои што се справуваат со стресорот или околината. Што правиме ние? Добрата вест. Добрата вест е дека не мораме да чекаме да заврши опасноста. Опасноста може да биде проектот, врската, мејл да се прати, испитот, сите тие обврски. Не мораме да чекаме тоа да заврши за да се чувствуваме подобро. Не мораме да чекаме како со лавот да избегаме за да се чувствуваме подобро. Можеме да се чувствуваме подобро додека се справуваме со овие невидливи закани, со овие невидливи опасности. Она што е важно е можете веднаш да почнете да се чувствувате подобро и токму тоа ќе ви помогне да го поминете тунелот, да видите светлината на крајот и затоа ќе споделам важни информации и стратегии како да го направите тоа. И еднаш за секогаш да се справите со стресот. Спротивното, зошто? Па бидејќи спротивното исто така вистинито. Можеби сте го решиле стресорот, сте го пратиле мејлот, сте одговориле на состанокот, сте кажале ваше мислење, сте завршил некој настап, можеби јавно говорење, што и да е стресорот, но тоа не значи дека сте се справили и со стресот. Различни однесувања се справуваат, како што кажав, со стресорот и со стресот. Затоа, после завршена задача, често се чувствуваме исцедено, а не олеснето. Верувам, ова ви се случило. Тоа ќе дадете се од себе за нешто и наместо да се чувствувате олеснето, радосно, и се чувствувате како исцеден лимон, бидејќи стресот некој начин си е направил својата штета, да кажем, но и телото уште не е вратено во собствениот баланс. Па причината е нашето тело може да биде сигурно од опасноста, но нашето тело не го знае тоа. Ве молам, запишете си го. Значи, овде е важно, стресот и стресорот не си иста работа. Работите што ни помагаат да се справиме со стресорот не си исти, што помагаат да се справите вие со стресот во вашето тело. Затоа е важно да посветите внимание на себе, да се справите во тој момент само со стресот што се наоѓа во вашето тело. Тоа е исклучително важно. Бидејќи нашето тело, можеби умот знае дека опасноста завршила, меѓутоа телото не знае. Па како телото знае дека сме излегле од опасноста? Како телото знае дека стресот е завршен? Да го заврши циклусот. Одвојте го стресорот од стресот и свртете се кон стресот со љубезност, со храброст и сочувство и комплетирайте го циклусот. Се неколку стратегии за тоа. Пред да преидам на стратегиите, сакам и овој слайд да ви го покажам. Стресот е природен одговор, многу нормален. Стресот треба да ни го чува животот и ни го чува животот, меѓутоа изложени на овие невидливи закани, ние сме некако се доведуваме често во ситуација да биме изложени на хроничен стрес и тоа е всушност проблемот. Некои научни истражувања покажуваат дека здрав стрес, постои здраво ниво на стрес, е половина час во текот на денот, толку половина час. Се на тоа нездрав стрес е 3 па и повеќе сати во текот на денот. А што мислите колку е нормален? Нормален, значи има здрав, нездрав ниво на стрес и има нормално ниво на стрес, односно колку што еден просечен човек искусува во денот. 8 сати. Па како може, како ние се доведуваме во таква една ситуација и што можеме да направиме околу тоа? Телото и мозокот не се во баланс, не се во хомеостаза, тоа е всушност состојба на стрес, и научен факт е дека хормоните на стрес ги дерегулираат долгорочно, ги дерегулираат нашите гени и долгорочно креираат болест. Мислам, немам никаква намера да ве плашам и затоа сме тука да зборуваме за убави работи, меѓутоа треба да ја знаеме и оваа друга страна. Па овде има скен на мозокот од клиника Мајо, каде што е дадена оптимална функција на мозокот, скенот оптимална функција на мозокот, ги гледате овие жолти светли, тоа е активен мозок, мозок во отворен канал, мозок во кој што може да си дозволи да биде креативен, генеративен, да создава, да креира, да се занимава со реализација, неоптеретен од непотребното. И под стрес гледате колку малку активни моменти на мозокот. Под стрес и депресивен, тоа е fight or flight, survival mode, тоа е survival brain, survival мозок, преживувачки мозок.
И тоа е затоа што стрес хормоните ги еродираат тие високи мозочни структури и попречуваат успешно да одговорите на животните предизвици. Па ние грижејќи се, мислејќи, занимавајќи се, бидејќи стресот не тера и некако да имаме инклинација да размислуваме црни сценарија, да се грижиме бескрајно, наместо да тоа ни помогне да, дојдеме до решенија, напротив, на некој начин долгорочно стануваме понепаметни, не толку мудри и заглавени во животот. Океј. Па, ајде да се движиме кон докажани стратегии, го гледам и времето, мислам дека сме окей со времето. Ке споделам со вас сега 5 конкретни, секако има многу повеќе. Секако спомнав и NLP на почетокот, на таа едукација се длабоко се задира во моделите, во тоа како сме станале тоа што сме станале, како сме научиле воопшто да се стресуваме, да бидеме посред, да се плашиме, нели, бидејќи има само два страва природни со кои што ние се раѓаме, нели, тоа е стравот од пад во бездна, од падови, од височина и стравот од силни звуци. Се останато од кое што ние си правиме стрес, се плашиме од нешто е научено, нели. И ги активираме тие survival стратегии или преживувачки стратегии што навистина не ни овозможуваат да бидеме, да блеснеме или да постоиме на начин со максимално реализиран потенцијал. И на некој начин не сакајќи многу наивно, од незнаење, наивно си ја сечеме игранката на која што седиме и тоа не е добро за нас. И на таа едукација работиме побејќи некои работи не се само стресот, бърнаутот не е само поради многу работа, понекогаш овие емоции влечат стари бизниси, стари незавршени работи, тоа ќе го покриеме и во наредниот дел од ова наше дружење и учење. Понекогаш се рани развиени механизми како начини на справување со траумите, со работи што не одбележале уште од детство, не. Како можеби како децата на некој начин се враќаат после стрес, после траума како деца во баланс, па се задоволуваат себе си, не сакаат да си удоволат, да најдат задоволство, на некој начин така настануваат и сите зависности. И втората работа е растеле со пораки, растеле на начин да не биле видени, не биле слушнати како што тоа им било потребно, растеле со пораки не си доволно добар. Тоа долго време резонираше дури и со мене, не дека моите родители ми кажувале или директно ми враќале такви пораки, меѓутоа моето растење со брат близнак и тоа бескрајно споредување, јас бев добра во одредени дисциплини, тој беше добар во други дисциплини, меѓутоа ние луѓето тежнееме, особено како деца, се споредуваме и ги споредуваме, и тоа неправедно го правиме, ги споредуваме нашите слаби страни со нечии силни страни и доколку било од што тоа имаме, нели, да примиме некаква порака дека не сме доволно добри во нешто, што се случува кога ќе порастеме, што тоа не исчезнува, останува подхрането во нашите сеќавања, во нашиот лимбички систем, во нашето тело, нашето тело е наш подсвесен ум, ништо всушност и не исчезнува, ние кога тогаш ќе мора да дојдеме да го решиме тоа. Па една возрастна личност тоа го пројавува на начин што мислите како. Така да удоволи на сите. Американците повторуваат еден многу добар термин people pleasing. Сакаат да им удоволат на сите, стануваат воркохолици во животот, работат, многу работат. Зошто? Па за на некој начин да си ја потврдат сопствената вредност. И што друго прават, што е исто така поврзано многу со денешната тема, не поставуваат здрави граници, не знаат да кажат не конгруентно и кохерентно со себе усогласено зборуваат за собствените емоции, нели? Зошто можеби би се прашале, па затоа што можеби на другите тоа нема да им се допадне, нели, ако сум искрена околу тоа како се чувствувам. Не ги штитат своите здрави граници доколку некој упорно ги преоѓа тие здрави граници. И што прави тоа? Што носи? Па носи кон повеќе стрес, води кон повеќе стрес и тој стрес, како што нели видовте пред малку, наштетува на нашето здравје, долгорочно умот и телото се целина, креира болести, дегенеративни болести, за кои што уште недоволно се зборува, дури медицинските лица, доктори и така натаму, физичарите исто така,
би кажале често дека тоа се можеби случајни болести, генетски и така натаму, а всушност се е поврзано со стресот, се е поврзано со нашиот стил на живот. И навистина е важно ова да го некако усвоиме и да најдеме начин да ги интегрираме овие стратегии во животот пред да нели платиме висока цена. Океј, па 5 конкретни докажани стратегии за комплетирање на циклусот на одговор на стресот. Нели. Верувам дека ме следевте досега и дека некако јасно го објаснив овде. Значи, не е проблем што ние влегуваме во стрес, проблем е што не го затвараме циклусот на стрес. Па како да го затвориме? Физичка активност. Сите знаеме дека, верувам сите знаете дека физичка активност нели е добро. Некој навистина можеби и климаат од другата страна со главата, да, така е, да, секој што е физички активен знае дека моментот кога ќе се качите можеби на точак или трчате или брза прошетка, одење, или вртите дома можеби на орбитрек или вежбате некаде, што и да е, кардио, се отвара нешто во вас. Сте тргнале со стрес, стресот останал некаде позади. Тоа е прекрасно. Повторно се чувствуваме конектирани со нешто поголемо од себе, со природата стануваме едно, навистина една. Упс, овде има цртки. Океј, ова е вистина. Личи на ла. Океј, овде позадински, многу не сакајќи, ворете, нема никаков проблем. Ова не се мои цртки, туку позадински имаме одредена подршка и нешто се случи со некој клик. Како и да е, занемарете ги цртките. Физичка активност. Сега, можеби, јас сакам да дадам сега одговор зошто е важна физичката активност, нели? И верувам дека можеби ќе измотивирам некој од вас да се пуштат барем во 20 минути физичка активност. Зошто? Бидејќи движењето на телото е најефикасен начин да комуницирате со телото дека сте го предвижеле телото надвор од опасноста кон сигурно место. Спомнав дека да, стресот завршила опасноста, кој и да е, тоа не е невидливите особено, закани, меѓутоа телото не знае, телото останува заглавено во стрес. Па како да му кажеме на телото, дека опасноста завршила? Физичка активност, она што бара да го комплетираме циклусот, физички. Тоа покажува дека не сме веќе на опасност. Нема замена за физичка активност, меѓутоа, поради тоа што ние луѓето сме различни, за некој физичка активност може да биде само по себе стрес, затоа не е само физичката активност. Опуштете се, сега ќе слушнете и други начини. Упс, ова стои чкртаничкава. Може би ќе не следи до крајот. Некако интересно, ла. Весела чкртаница. Да, втор начин како да го затвориме циклусот на стресот е ова е интересна фраза, а тоа е држете го каналот отворен. Па сега можеби ќе прашате како каналот да го држиме отворен, кој канал? За кратко ќе објаснам. Океј, еве добивам овде асистенција, фала ви да ги избришиме овие чкртаници. Иако мене не ми пречат, брзо се адаптирав на нив. Адаптибилност, флексибилност е моќ во овие брзи времења. Патем овие стратегии кои што ќе ве спасат од бърнаут, од стресови непотребни, што друго прават за вас, ви помагаат да ја растете, да ја покачувате кривата на резилиентност. Нешто многу важно, бидејќи живееме во многу брзи времења. Огромни циклуси на промени се случуваат паралелно во исто време, синхронизирано на некој начин, нешто што овде веројатно approve или decline, iPhone изрекој decline, добро. И ви помагаат да ја растете вашата резилиентност. И некако упорно тука ме излегува ова. Океј, го снема. Па вториот начин, освен физичка активност, како докажана стратегија која што ви помага да го затворите кругот, да му дадете на телото до знаење дека не е веќе во опасност, е овие 4 чекори. Ја сега не се гледам овде на екранот и нема потреба да се гледам. Меѓутоа ги имате движењата овде и на слика, на самиот слайд прикажани. Значи моментот кога ќе видите дека прегревате, дека вашиот ум оди во брзи обратаи, за кратко ќе покажам. Нашиот ум не е направен и не функционираме добро и високо перформансно на брзи обратаи, нели?
како кола кога ќе тахометар на кола. Океј, на брзи обрати. Значи моментот кога ќе се забележите бара само свесност, нели? Меѓутоа цената е, не, односно последиците се одлични. Добробит, бенефитите за вас. Чет има многу во чет, дали се ова некои прашања? Ќе видиме. Во чет 76, 80, не знам што се случи. Значи, што е само едноставно, кога ќе видите дека прегревате, дека почнувате да почувствувате тежината, едно е да излезете и да свртите, кога направите мала пауза, да ја заобиколите зградата, да појдете долу, да излезете од зградата, едноставно сменете физиологија, тоа е најбрз начин да излезете од стрес. Вториот начин, ова е нешто што јас многу често го користам, особено кога немам време за подолга медитација или нешто, е кој се почувствувам дека машината се прегрева, се загрева, едноставно ова се покретите, ќе си кажам, ќе успори, паузирај. Диши, ќе земам воздух длабоко до стомакот, нели? Ќе земам воздух за да живеам, не само за да преживеам. И се центрираме во точка некаде, можеби папокот е добра точка, папокот е наш центар, папокот е наш енергетски центар. Обрнуваме внимание, енергетски центри се главата, когнитивен ум, емоционална интелигенција, папокот и соматска интелигенција, тело, се центрираме. И тоа се, значи, успорете, можете и сега да ги направите, успорете, паузирајте, дишете и центрирајте се. И го правите го на начин да го чувствувате во телото, тоа центрирање помага ако излезете од умот и вниманието го спуштите во стомакот. Чувствувајте и позанимавајте се само со состојбата во вашето тело, не со стресорот. Океј. Па тоа е второ и сакам да поради некоја причина не можам да го свртам слайдот. Сега, само секунда. Добро. Океј, благодарам, да. Океј, добро, знае, и машините прегреваат, техниката. Ние луѓето исто така сме совршена машина, меѓутоа никој не научил како да ја управуваме, нели? Доаѓаме во времиња, овие брзи навистина времиња кои што ги спомнувам, кога навистина тоа е многу важно да научиме како емоционално да се носиме, ментално, психички, физички, сите тие работи се повеќе доаѓаат на како важни вештини, важни состојби. Во контекст на ова состојба која што претходно ја кажав, отворен канал, тоа е кратко, овде ќе се задржам, ние на NLP развиваме една цела кратка медитативна пракса и патем тоа е медитативна пракса за бизнис луѓе, за оние што викаат немам работа. Немам време, извинувам, немам време. Ако немаме време, ова уште повеќе ни е потребно за да имаме време. Две важни дистинкции, две внатрешни состојби. И на NLP, во невролингвистичко програмирање, особено ова наша едукација, нели, нашата програма, која што е трета генерација, последна генерација NLP, тоа е апдейт за нашиот систем, разликуваме две состојби, нели, бидејќи има многу состојби, меѓутоа не базично и едноставно е, нели, да разликуваме две состојби. Или сме во некаква коуч состојба, квалитет коуч, или сме во креш состојба. И ги разликуваме овие, кога сме ние во овој квалитет, на овој mindful, генеративно, отворен канал квалитет, кога свежа мисла ќе ви дојде, ние не треба да мислиме многу за да ни дојде решение. Ние се што треба да направиме само да го смириме умот. Понекогаш луѓето мислат дека стануваме поглупави, да кажам, ако не мислиме, не. Ние апсолутно пристапуваме кога ќе се смириме, кога ќе го смириме умот, ние пристапуваме до нашата подлабока мудрост, ние пристапуваме до свежа мисла, до свежа, не треба многу да мислиме за решение, сами ни доаѓаат. Најблиску до тоа е состојба, на ова коуч состојба, она состојба кога ќе се впуштите во некоја работа, состојба на флоу, на проток, на македонски флоу исто така е усвоен,
термин кога работите, решенијата летаат, поминало можеби саат, 2-3 ви сте завршиле многу работа, но не сте се измориле, не сте се премориле затоа што има малку мисли во главата, нема грижи, нема мисловна активност, течат решенијата. И тоа е таа состојба да сме центрирани, во стомакот, во папокот, да сме отворени, да сме свесни будни што се случува во надворешната игра, ма свесни будни што се случува кај нас, во нашата внатрешна игра, во нашиот ментален модел, мапата, каде ни оди вниманието, бидејќи таа свесна сушност, да сте свесни будни, ви овозможува на некој начин да ви излезете од автоматскиот пилот, да едноставно излезем, бидејќи доминантно сме на автоматски пилот и тоа е во ред, нели? Меѓутоа, ако сме на автоматски пилот, немаме многу избор, нели? Ќе помини и стрес патерни, и физички, и емоционални, нема многу работи да смениме, нема ни да се забележи. И креш состојба се сите тие други квалитети на, тука може да биде бърнаут, анксиозност, депресија, негативност и така натаму, сите се во оваа група креш состојба, тоа е затворен канал. Немате вие многу пристап до отвореното поле на ресурси, решенија не доаѓаат кај вас, заглавени сте, како го искусувате, згрчени во телото, згрчени во главата, згрчени раменици, реактивни стануваме, анализа, парализа, пробуваме работите да ги решиме од глава, патем кога и да се најдете во оваа состојба, последно нешто што треба да правите да ги решавате работите од глава, нема да, уште во поголем проблем ќе се најдете. Се што треба е само излезете напред, само скршете таа состојба, прекинете во тој патер. Чувствуваме одвоеност, чувствуваме болка, омраза, непријателски сме, тогаш сушност. Бърнаутот е состојба на креш, и тоа е интензивен креш. Океј, одам понатаму. Кога спомнав дека умот е важно да го смириме и некој, можеби вие веќе имате некакви mindful практики, и тоа е сосема океј, ако ги користите, тоа е одлично, браво за вас. Умот како брзинометарна тркачка кола, ако ја дадам ова метафора, да речеме дека наместо обрата и во минута, нашиот мозок ги има овие минута вртежи мисли во минута. Имаме мисли во минута, тахометар, брзинометар. И замислете го ова, од 0 до 50 мисли во минута, ние пристапуваме во подлабока мудрост, убави чувства. А ако почнуваме да го прегреваме машината, така, имаме мисли, па имаме мисли за тие мисли, покаат обратеите или кружењата, како да се кажува, од 50 до 100, ние повторно здраво функционирање, добри чувства уште е тука. Меѓутоа, како што прегреваме, склони сме кон тоа, од 100 до 200 вртежи во минута, мисли во минута поточно, веќе почнува почеток преоптерување, благ стрес, од 200 до 300 вртење надвор од контролата, веќе тука е наистина загревање, тоа е постојан стрес, над 300 мисли во минута, ментално исцрпување, екстремен стрес, еве бърнаут. Океј. И дали имаме ние контрол над ова? Па имаме. Мислам, животот е контактен спорт. Ние не можеме да ги избегнеме оние не можеме да избегнеме, ќе останам на овој слайд, не можеме да ги избегнеме предизвиците во животот, не можеме да избегнеме сообраќај, не можеме да избегнеме крајни рокови, проекти, задачи, грижа околу децата. Тоа е составен дел од животот, тоа е оној договор што сме го потпишале кога сме се родиле тука. Меѓутоа, апсолутно нема потреба да се внесуваме во тие survival стратегии, како да е животот во прашање и да ги решаваме сите работи од глава, се што треба да пристапиме да го смириме умот и решенијата или физичка активност, решенијата само ќе дојдат. Или да отспиеме. Нема исто замена за сон, нема замена за сон. Сонот или за одмор, нема замена за одмор, ако не одмарате, исто како мене тоа што ми се случи, ако вие му бегате на одморот ќе ве најде и ќе ве фати и така добро ќе ве приклешти да морате да го слушате, нема замена за одмор. И понекогаш на NLP, кога со учесниците велиме нешто што често го споделуваме, и дури ни NLP не функционира ако ние не се одмориме. Ние нема замена за одмор, едноставно овие практики ако ги примените ќе видите дека драстично ќе ви се подобри и сонот и спиењето, едноставно излегуваме тој survival, и кога излеземе од survival, што се е возможно, како живот е возможен живот, која се убави на неа, гледаме додека сме заглавени со ова некоја работа што не тишти. И ние зема животната среќа и енергија. Па што не спречува да останеме во коуч состојба? 4 мисли, емоции, некојаш ги нарекувам јавачите на апокалипсата. Страв,
стрес, притисок, обесхрабрување, разочарување, што е убиетно со ништото. Ама што може да ни исплаши ако ние самите тоа го правиме? Значи, кај нас е кормилото, ние самите се плашиме, ние самите го создаваме, ги креираме сите тие сценарија и се плашиме, не? Со мислата, со помош на мислата е креативна енергија. Ние ги создаваме тие сценарии и потоа се плашиме, па бегаме, па не сакаме да гледаме во тоа. И зошто да не погледнеме во нашите стравови? Зошто да не погледнеме со љубезност, со храброст и со бидејќи тоа е наша творевина, ние сме го создале стравот. Ние сме го создале стравот и не можеме да го оставиме на улица. Сакаме да погледнеме, да се позанимаваме со стравот. Меѓутоа, од коуч состојба, ова што го покажав, од внатрешна ширина, да можеме да го добре дојдеме и да видиме што нели овие работи сакаат да ни кажат, бидејќи не се тука за да не повредат нашите стресови, се она што ни прави, што не носи во бърнаут, емоциите наши, се вредности, не се насоки. Сакаме да ги отпакуваме. Верувам ќе имам време и за тоа да го споделам, да лета времето. Па Руми, ова е прекрасна песна на Руми. Добре да иде на тешките чувства, морам да некако посакувам да ја споделам со вас. И вели вака: овој живот е куќа за гости. Секој утро нов пристигнува. Радост, депресија, злоба, некоја можеби моментална свесност доаѓа како неочекуван посетител. Добре дојди ги и забавувај ги сите. Дури и ако тие се толпа од тага, кои насилно го празнат твојот дом од мебелот, се уште третирај го секој гостин со почит. Тој може би те расчистува за некое ново уживање. Темната мисла, срамот, злобата, пресретни ги на вратата, смејки се и покани ги внатре. Биди благодарен за секој што доаѓа, бидејќи секој бил испратен како водич од она што е надвор или од она што е над тебе. И прекрасно нешто за ова што го збориме, така ние сме хостот, ние сме куќата. И нашите емоции се добре дојдени, само да знаеме како со нив и се движам кон тоа. И еве една добра практика. За како впрочем и третата стратегија што одлучив да ја споделам со вас сега, како да го завршите циклусот на стрес и како да се справите со тешките чувства. И тоа е ова прекрасна мантра на Милтон Ериксон. Милтон Ериксон, немам многу време сега да објаснам за Милтон Ериксон, е сам по себе човек, енциклопедија, се смета за највлијателниот комуникатор во светот и за некој што е пример за резилиентност во некоја друга прилика. Или ако дојдете на NLP ќе слушате за него, работиме цели лингвистички Милтон модел, ги користиме неговите стратегии. И вели вака: кога ќе дојдат тешки чувства, наместо да им вртите грб, наместо да ги потиснувате, така само ги зајакнувате. Запишете си watch you persist, resist. Watch you resist, persist, се извидувам. Она на кое што се опирате го зајакнувате. Емоциите не можете така со емоциите. Они се како мали деца што бараат внимание, нели? Исто како мало дете кога ќе почне да вика, има некаков тантрум, и ако кажеш тргни си и го затворите, што беше ова, кога малку земјата. Интересно. Интересна мантрата. Нешто не стресе тука, стрес некој. И тоа што го кажуваме е, кога ќе се појави тешко чувство е, влезете си, значи прво е успори, центрирај се, паузирај и така натаму, креирате широчина во вас. Зашто е важна широчината? Зашто кога сте тесни, кога сте во креш, било која емоција која што ќе се појави има токсично дејство врз вас. Зашто? Зашто има мал сад сте, тоа сте мал контейнер сте, мал и целиот ќе се исполни со таа емоција и ништо друго не гледат. Една кратка приказна тука за приказните остануваат. Еден мудар човек му работел со својот ученик и ученикот сакал да дознае нешто околу ова, како да се справи с тешки чувства и така. Како да ги држи тешките чувства. И овој му рекол: оди земи една рака сол и истурија во оваа чаша вода. И размешаја. Овој историл, ученикот историл сол во чашата вода, разбракал солта и му рекол: се ај написе. Мудриот старец учител му рекол: написе се ото. Се напил младиот и го прашал каков е вкусот. Па горчливо, нели, многу солено, горчливо, ужас. И му рекол: окей, земи сега повторно една шака сол, ама оди и фрли ја во езерото, езеро имало тука. И написе потоа и дојди кажи ми каков е вкусот. Младичот отишол, го направил тоа, се напил, кога се вратил, рекол: свеже, убав е вкусот, има свежина.
И во голема мера ова ги одразува исто и како ние кога се справуваме со тешки чувства, ако сме од креш состојба, од она анализа, парализа, згрченост, целото тело, нели мал контейнер сме, и тешки чувства кога ќе не навасаат, нели од стрес, од бърнаут, може да биде анксиозност, депресија исто така, ние не можеме да ги немаме простор да ги држиме, се кршиме од нив. Меѓутоа, ако станеме доволно внатрешно широки, нели, со дишење, со поврзување внатрешно со целата околина околу вас, најдете начин да станете широки внатрешно, нели, оние кои што можеби медитираат или одвојуваат време за било какви mindful практики, точно знаат каква е таа состојба на широчина. И во таа состојба поканете ги со зборовите интересно, сигурен сум дека прави смисла. Сликнете си ова мантра. Интересно, сигурен сум дека прави смисла. Нешто во мене сака да биде слушнато, исцелено, решено. Да биде држено. Добре дојде, кажете му на тоа. Не. И добре дојде моментот на држење. И откако ова ќе го направиме, на ваков начин, наместо да ги потиснуваме, бидејќи не може да потиснете нешто како емоција, ќе се врати со цела своја сила и ќе не нокаутира. И потоа, пак се почи. Што се случи? И следното е, благодарам, и следното е овие прашања, бидејќи емоциите се информации, не се насока, емоциите ви даваат вредна информација, носат и сакате да ги отпакувате. Ова се прашањата, можете и ова да го сликате и да ги зачувате овие прашања, после мантрата, ако е лутина, ако е гнев, ако е стрес, ако е било кој квалитет на страв или анксиозни се околу нешто, која е таа емоција, што е тоа, забележете емоцијата, именувајте ја, гнев ли е, разочараност ли е, страф ли е. Али разочараноста повеќе е концепт на умот, не е емоција тоа, ама која е емоцијата, чистата, сурова емоција, raw emotions. И прашајте се нешто од овие прашања. Што ми кажува, што е пораката, што ми кажува, со други зборови, која е добрата намера на овој гнев, која е добрата намера на оваа лутина, што ми кажува, што треба да научам, ги имате овие прашања, од каде доаѓа, што се обидува да ми каже, што можам да научам од неа, што добро прави за мене, ако прави нешто добро. Па може би ќе слушнете нешто, па прави за тебе, сака да постави, сака да одмориш, да станеш и да одмориш. Тоа е како ние учиме да го слушаме телото. Мислам, и Габор Мати има напишано прекрасна книга, јас се уште не сум ја прочитала целата, има напишано прекрасна книга, а тоа е кога телото кажува не. Ми се чини така се викаше книгата. Кога телото ќе каже не или кога телото кажува не. Телото има своја мудрост. Ние на НЛП исто така обрнуваме внимание на тоа. Телото ги кажува овие работи, меѓутоа треба да знаеме како да се поврземе и овие таа пракса. Интересно, да чекајте го, отворени, слушнете, отпакувајте што можам да научам, што има за мене, што добро прави, на кои вредности ми укажува. Во голема мера кога се чувствуваме во бърнаут, ние повредени се некои наши вредности, повредени се нашите граници, ние не знаеме да кажеме не знаеме да приоритизираме, ние ја цениме слободно време, слобода, меѓутоа никако не се гледаме како ги правиме тие работи и затоа ги имаме овие тешки чувства. Се што сака да ни кажете, одмори малку, застани, земи воздух, живеи, излези и диши. Меѓутоа кога не го слушаме тоа, ние се соочуваме и остануваме заглавени во тунелот наместо да ја продолжиме до крај. Океј, ова се некои позитивни намери на вообичаени емоционални состојби. И што всушност ние правиме сега со оваа пракса што ја споделив со вас, нели, да чекаме со Милтон мантрата, интересно, нешто за мене, да ги поставиме овие прашања. Вие почнувате да градите метакогниција. Метакогниција е голема работа во денешното време, а тоа е да бидеме свесни за себе, бидејќи ние не сме нашите емоции, ние не сме нашите ниту емоционални, ниту патерни, ниту когнитивни. Почнуваме да ја градиме таа метакогниција, а тоа е свесноста за себе, свесноста за своите мисли, свесноста за овие, како нежно држење на рефлектор кон себе. Виктор Франкл е исто така извонредна личност кој што е австријски од еврејско потекло, австријски невропсихијатар, човек кој што преживеал 4 концентрациони кампови, од кои што едниот е токму Аушвиц, и успел да се спаси. И покрај тоа што целото негово семејство било убиено, и да се врати сам по завршувањето на војната, се врати сам без никој да го пречека во Виена.
Има напишано многу важна книга, една од најчитаните во Америка, особено и во оние кругови на психолози, психијатри, се смета за маста, за мора да се прочита. Можете да ја побарате, се вика Човекот во потрага по смисла. А тоа е и многу зборува за тоа дека ние не сме жртви, освен ако не избереме да бидеме жртви, ние не сме жртви на искуството, туку ние сме во состојба, нели, односно зборува за таа последна човечка слобода, а тоа е слободата да го избереме нашиот одговор, што околностите и тоа што со кое што се справуваме ќе значи за нас. И во се има смисла, изборува многу за тоа. И најважна негова реченица во контекст на ова сега што ние го правиме е помеѓу стимулот и одговорот од надворешно невидлива некоја опасност. Тоа не мора да биде ниту задача, ниту проект. Тоа што го гледам, доста соработувам, голем дел од моето време соработувам и со организации, со тимови и така натаму. Луѓето го активираат својот лимбички систем, значи се активира овој стрес респонс, емоции ослободуваат, дури и при нешто што нема да им се допадне, дури кога се соочуваат со аргументи, дури кога нивниот колега ќе каже нешто што на нив нема да им се допадне, дури и тогаш еве го тој дел од нас кој што е нашата анимална природа, да кажам, нашата животинска, и го делиме тој лимбички дел од нашиот мозок со сите живи суштества, со сите цицачи. И тој вели помеѓу стимулот и одговорот постои празен простор. И во тој простор е нашата моќ да го избереме нашиот одговор. Во нашиот одговор лежи нашиот развој и нашата слобода. Не за џабе старите велат изброи. Изброите до 10, пред да кажете нешто. Најдете начин, за мене тоа е смири се, диши. Меѓутоа има многу поенти, има многу смисла во тоа, изброите до 10. Зошто? Бидејќи тоа е начин како да одговорот, наместо од лимбички систем, да дојде до неокортекс, од емоциите да дојде до неокортекс, а неокортекс е нашиот најнов мозок, визуелен мозок, тоа е когнитивниот мозок кој што планира, рационално може да размислува и кој што може да даде подобар одговор. И тоа е се што сакаме да правиме. Океј. Четврто е имагинација. Па имагинација, ако ние со помош на умот и со помош на мислата е креативна енергија, тоа што го имаме во мислите, тоа ни во зборовите, тоа ни во животот. Ако ние можеме да се плашиме самите себе си, ние на НЛП имаме многу процеси кај што работиме, нели, и со фобии, и со стравови. Луѓето кои што искусуваат страв од нешто, фобија од нешто, не можат да не се плашат на самото спомнување, да кажам, пајак, ако имаат фобија од пајаци, или змија, или лифт, ако некогаш имале травматско искуство. Не може да, што значи не се вистински во лифтот, а тие го имаат истиот одговор како да стапнале во лифт, како да виделе пајак. Што значи користење на имагинацијата на многу, тој како и ние кога ги правиме црните сценарија, користење на имагинацијата, нашата дарба, да кажем, на природата, дар е тоа, моќе да имаме имагинација на начини кои што не ни служат. Тоа би рекла злоупотреба на имагинацијата. Значи, ние живееме во чувствата на мислата, не на чувствата во околностите. Меѓутоа, добрата вест тука е да ја користите имагинацијата на начин што ќе ве поддржува, нели, да треба прво да го освестиме тоа, како се случува тој мисловен процес, бидејќи што и да правите секогаш во главата, како и да изгледа тоа комплексно, правиме две работи, а тоа е гледаме слики и слушаме зборови. Внатрешниот диалог. Тоа е се што правиме и се чувствуваме на одреден начин. Па наместо тие слики, тие црни сценарија кои што се случуваат, зошто не ја искористиме имагинацијата на начин, ова исто за оние кои што не сакаат многу физичка активност, вие можете да се водите себе си низ имагинацијата, и ако ве очекува некаков напнат состанок или јавно зборување, или треба, не знам, испит да полагате, и кои се оние други стресни ситуации што ние стресори не се сами по себе стресни, меѓутоа се стресори, па ние ги доживуваме стрес. Како би било да се замислите како Кинг Конг, како овој убав на сликата, и едноставно додека можеби и се движите или скокате долу и сте во некаква, можеби вртите на орбитер, се замислите и големи, наместо мали да се правите во главата и да мислите дека не сте доволно добри, не сте доволно спремни, замислете се големо, замислете како влагате таму во просториите, ги тресете канцелариите. Едноставно, ова е тоа што вие го правите за да се зајакнете, нели? Ова е добро. Како да вие ги користите моќта на имагинацијата за да имате добри бенефити од тоа, наместо да се себе си саботирате. Бидејќи често како и да изгледа, се саботираме на начини да си пукаме сами себе во нога со тие црни сценарии и се правиме мали во умот. Како што кажал и Алберт Ајнштајн, имагинацијата е многу поважна од знаењето и е еден начин кој што
Знаењето може да ве однесе од точка А до точка Б, меѓутоа имагинацијата може да ве однесе кај сакате. Па, природна екстензија како пета стратегија, нешто што доаѓа природно, откако ние на ваков начин ги решаваме работите, откако ние на ваков начин го расчистуваме патот од препреки, бидејќи сите овие работи, се што споделив со вас досега, ако не ги користиме, нели овие стратегии, да кажам, или можеби имате и други стратегии, ние се соочуваме внатрешно со конфликти внатри во себе и огромна енергија таму се троши да го реши внатрешниот конфликт. Па, кога ние би го решиле, воопшто би го минимизирале, кога би имале минимален конфликт, а можеби и воопшто, што не ни се потребни внатрешни конфликти, природна екстензија на сето тоа е креативно себе изразување. Ние стануваме креативни, искусуваме наеднаш огромно количество енергија да ја фокусираме кон што, па евентуално кон тоа што сакаме, да бидеме креативни, креативно да се изразуваме. Па потребни ни се позитивни визии. Науката кажува и во контекст на она што го споделив дека често правиме црни сценарија. За секоја лоша мисла, тоа се лоши слики во глава, негативни слики кои што стануваат со нас. Направете минимум 5 добри за да го анулирате штетното дејство на една негативна слика. Значи, потребни се позитивни визии, најлесен начин за позитивни визии е како сакам да биде. Што би правел. И не мора да биде голема работа, не мора да биде тоа визија за голем сон. Едноставно најдете начин што е тоа што вие сакате да го правите, што ви исполнува со радост. Може да биде готвење, може да биде пеење, играње, танцување, прошетка, планинарење, возење точак, а може да бидат и поголеми работи, може да биде и нешто што ви е ваша пасија, креација. И тоа е начинот како сакаме да видиме. Потребни се позитивни визии затоа што мислата е креативна. И шеста стратегија е конекција. Па нема замена за конекција. Па нема замена од тоа да ние и секако дека не секој сака да биде во друштво со други луѓе, меѓутоа конекцијата се биде во друштво со други луѓе. И не мора било каква конекција, може да биде и конекција, површна конекција, може да биде додека купувате, плаќате на каса, прашаме нешто, човекот што не услужува и така натаму се насмееме да го поздравиме и така натаму. Конекција со други луѓе, ако не сакате конекција со други луѓе, тогаш дефинитивно една од опциите и конекција со природата. Конекција можеби со нешто што е над нас, конекција со спиритуално, женствено и така натаму. И за оние што сакат да одат подлабоко со конекцијата, 20 секунди прегратка, науката кажува 20 секунди прегратка со човек што секако 20 секунди не е толку малку. Дефинитивно треба да биде човек со кого што имате доверба, ви е близок и така натаму. 20 секунди прегратка му помага на системот наш на нашиот стресен циклус да го затвори, значи да го затвори тој циклус и да се вратиме повторно на баланс. Па, најголемото откритие на секоја генерација е дека човекот може да го промени својот живот со тоа што ќе го промени својот став. Кажал Вилијам Џејмс, таткото не е татко, ама еден од попознатите психолози, американски психолози и филозофи и автори. Значи, најголемото откритие на секоја генерација е дека човекот може да го промени својот живот, можеме целосно да го смениме со тоа што ќе ги промениме своите ставови, својот мајндсет, би рекла. Па мајндсет е, што е мајндсет? Мајндсет е, иако завршив со сите овие стратегии, сега сакам да ве однесам кон ова информација за што е тоа што правиме, кога велиме лично се развиваме, лично растеме, работиме на нашиот мајндсет. Особено преку методи како што е NLP, што има моќ навистина да трансформира човечки животи, па го менуваме мајндсетот. Од моментот кога ние ќе смениме мислата, моментот кога ние ќе почнеме да оперираме од друг мисловен сет, мајндсет е мисловен сет, емоционален сет. Околностите се исти, меѓутоа вие веќе не сте на исто ниво на мисла, вие веќе не сте на исто ниво на емоционална фреквенција, мислите, емоциите се електрични, магнетни и така натаму. Вие сте во истата околина, во истата околност, меѓутоа сето го искусувате на многу поразлични начини. Тоа е тоа што се случува ќе почнеме да го менуваме нашиот мајндсет, е поврзан со нашата внатрешна мапа или модел на свет. И нашиот мајндсет е всушност тој што ќе одговори дали ќе се стресеме или ќе дадеме преголемо значење на тоа што го гледаме во нашата околина, затоа што, како што кажав и на почеток, ние го двоиме тоа што луѓето често пати прават забуна помеѓу искуството и околностите, како да ги гледаат како да се едното исто, прават конфузија и ги мешаат овие работи. Тие две работи не се исто.
и нашите околности имаат своја цврстина, би рекла, така. Нашите околности е тоа што можеме да го видиме, да го допреме, да го почувствуваме. На некој начин, ако сте удрам во зидот, ќе ме боли. Сега, тоа е факт, тоа е факт. Меѓутоа, кое ќе биде моето искуство, јас можам да имам 3 различни искуства од тоа, би рекла. Можам да се насмеам, што би се случи. Можам да се наљутам на самата себе, па кај гледаш да си кажам и така натаму, а може да не ми е ниту гајле. Значи има многу повеќе различни одговори на исти околности и тоа е нешто што и на NLP, особено овие долги програми, луѓето почнуваат да го учат, почнуваат да учат за овие работи, мапата, околностите и осознаваат на кој начин и досега ги креирале, учествувале во креирање на своите околности и своите искуства и што да направат со тоа на многу подлабок начин. Во времења брзи како овие, начинот на размислување што не донесе таму каде што сме, не нужно ќе не однесе таму каде што сакаме да биде, а таму каде што сакаме да биде може да биде ако сте лидер, подобар менаџер, подобар лидер, може да биде посрекни дома, подобра конекција со партнер, со деца и така натаму, кој да е тоа следно ниво и ќе ни бара поразличен начин на функционирање. Ова дефинитивно немаме време, морав овде да скокнам. Очигледно ќе се видиме на некој друг следен вебинар. Значи, сакаме да излеземе од тој круг на стравот, од круг на стресот, да го направиме тој breakthrough, да се справиме со овие преживувачки стратегии. Зошто? Па затоа што постои моќна движечка сила внатре во нас, внатре во секое човечко битие, што еднаш откако ќе се ослободи, може да ја направи секоја визија, сон, желба, реалност. Апсолутно, која не ја попречуваме со survival, ние можеме да станеме, во коучингот тоа се нарекува, да станеме вистински human, со голема она H, со голема Ч буква. И нашата најдобра, можеби, верзија на себе. Сега, вие можете да си направите план за рефлексија и акција, доколку ја имате таа мапа, можете да си ја користите мапата и понатаму со кои работи ќе почнете, што ќе прекинете, што ќе продолжите, да го измерите вашето ниво на стрес, убаво ве води, бидејќи да ги препознаете знаците, да најдете нови начини од ова што можеби сега, можеби добивте идеи сега што друго би можеле да правите и да си дадете ветување на себе, да си дадете ветување на себе дека нема потреба да страдате, не потребно, да животот ќе не изложи на страдање тука и таму и повторно што е тоа што ние ќе направиме со нашите страдања, а секој човек има човечки страдања, сите ние добиваме едно ковчеже вака, можеби не се баш исти или нема да ни се случат во исто време, меѓутоа сите ќе поминеме низ страдање, меѓутоа наше што ќе направиме со тоа. Страдањата во животот не се да не победат, страдањата се тука за да не имаат вредности, така ќе ги искусиме како емоции, имаат вредности, имаат нивната цел би рекла е да развијат, да разбудат подлабоки нивоа на резилиентност, на флексибилност, на ресурсност, за да станеме поблиску, да дојдеме поблиску на себе. И бидејќи не сме учеле тоа на школа, никој не е учил, за жал, наша одговорноста, за траумите можеби не сме криви, се случиле, меѓутоа наша е одговорноста да се справиме со истите и да го прекинеме тој трансгенерацијски циклус на пренесување на исти трауми, грешки, модуси, на особено ако имате деца, се што ние нема да решиме, го пренесуваме на следните генерации, децата учат преку моделирање и се што ние нема да решиме, на некој начин го пренесуваме и им го ставаме нив на терет. Така да бидеме, наша обврска да го решиме, да бидеме добар рол модел. И можеби ќе дојдат и подобри времења, така, можеби ова не се идеални време, можеби ќе дојдат и подобри времења, како што кажал Сартер, но само ова време е наше и ние сме одговорни за развојот. Еве, ви благодарам, не знам колку од вас остана се уште, па добро, ви благодарам за вниманието. Сакам да споделам и кратка информација. Доколку некој од вас, доколку ви се допадна ова, беше како еден маратон, така го истрачав. Тој доаѓа од мојата желба да ви пренесам што повеќе знаење, да имате корист од ова. И доколку сакате, доколку ова ви се допадна, доколку сакате и чувствувате дека има потреба подлабоко да се нурнете во сопствениот модел на свет, во сопственото субјективно искуство, во тоа херојско патување, дори понекогаш ја нарекуваме, бидејќи е
пат на себе откритие, на најважното патување на себе откритие. Тогаш јас би била повеќе од срекна да ве видам на нашата 14-та генерација системски генеративен NLP во Сенсум, таа е последна најнова генерација NLP. Почетокот на програмата е 26 и 27 четврти. Доколку сметате и ги пробате овие стратегии и видите, сигурно ќе видите дека функционираат, меѓутоа можеби нешто друго ќе излезе, нешто што бара подлабоко, затоа што ние сме невролингвистички програмирани на повеќе нивоа. Понекогаш тие бихевиорални стратегии не ни помагаат. Многу често е, како што кажал и Габор Мате, цената за бърнаутот е околу тоа што ние негираме или сме толку далеку од себе да немаме конекција здрава со себе. Како што трансформацијскиот учител Ричард Молс кажал, какви сме ние со другите кон светот, се потекнува тоа каква е нашата релација со себе и колку сме далеку или блиску од себе. И тоа е суштината на нашите проблеми во неголема мера. Па некој ќе сака да се впушти во тоа патување и градење на таа релација со себе, која што е најважната релација во животот се со себе. Можеме ли ние да имаме релации неповрзани со другите луѓе, да бидеме окей на работа ако сме далеку од себе? Ако внатрешно се чувствуваме дисконектирани и празни, што е во основа на траумата, нели? Сите ние сме искусили некави трауми во животот и траумата не одбележува на начини што не остава дисконектирани, глава од емоции, не чувствуваме, ни потребна ни е таа конекција со умот и срцето. Тоа е најважниот пат што ќе го поминете и ќе сакате да го поминете, особено за оние кои што се тука зашто знаат дека има нешто повеќе во животот, е ова кратка неколку сантиметри пат од умот до срцето, меѓутоа понекогаш и за мене бил повеќе години патување. И нема побаво од тоа. Нема ништо, нема поважно од тоа да ние го поврземе нашиот ум и нашето срце, да внесеме интелигенција во емоциите, што го немаме емоционалната интелигенција, меѓутоа да бидеме внатрешно согласени во сите центри, така ум, срце, тело, интуиција и тоа е гледам дека е при крај, еве добивам веќе опомени. Ама супер сум, за саат и пол ние поминавме многу убави стратегии. Ова се датумите, можете да ги сликате, можете да ги направите слика од ова. И 26 и 27, што друго сакав да кажам, доста работи кажав, размено фокусирана програма, ова се сите тие вештини на практичен ниво, ова е само нешто што собираш овде на еден слайд, може би ништо не ви значат овие модели, меѓутоа во принцип е целото субјективно искуство. Што се постигнува, се развива внатрешната игра која што е тој хамбал авторитет се развива, релаксирана подготвеност на телото, многу почесто флоу состојби, искусување и малку или воопшто внатрешни конфликти што ни ја трошат целата енергија, прекрасни комуникацијски модели, лингвистички модели, начини како да креирате добри резултати, визија и така натаму. Уникатноста на нашата програма е тоа што сме единствени покрај Јас ќе бидам тренерот на целата програма, 18-дневна тренинг програма, базирана на најнова трета генерација NLP. Добивате меѓународно признати сертификати, NLP универзално, NLP овде учена исто како да сте училе било каде во светот, мислам исто. Не е баш исто, можеби нашата програма е со висок квалитет, бидејќи сме авторизирани корисници на NLP University Санта Крус, Калифорнија, Роберт Дилт, кој што е големо име во еден од најраните моделари и развивачи на NLP во индустријата, големо име во NLP. Има напишано преку 30 книги и најголем дел од моделите во NLP што било каде би ги научиле се токму на Роберт Дилт, најпознат моделар. И ние сме авторизирани корисници на стручната содржина и курикулум и она што сакам да кажам дека универзално, NLP е универзално. Ние денес сме поврзани со цел свет и знаењето на NLP значи дека ние сме можеби различни по култура, по содржина, меѓутоа NLP е околу процесот, околу сите тие дистинкции, околу структурата на субјективното искуство, па знаењето за структурата значи знаење за сите. Многу полесно ви биде да се разберете и со луѓе на било каде од светот. Океј, не би премногу да должам.
трета генерација NLP, значи дека работиме, дека мултиинтелигенциско работиме со сите тие различни видови на интелигенција, не само когнитивна. Ние не сме само глава. Само се движиме низ животот користејќи когнитивната интелигенција мал начин, сиромашен начин да се движиме низ животот. Ние имаме соматска интелигенција, имаме спиритуална интелигенција, имаме интуиција и така натаму. И тоа е се каде што, еве со респект кон вашето време, тоа е се што и многу повеќе раздробено низ сите тие модули се добива како едно патување на таа програма. Следете на социјалните медиуми, ние сме застапени на Facebook, на Instagram, на LinkedIn, еве добивам насоки дека има прашања и доаѓаме и до овој момент на прашања и вие да поставите. Ви благодарам што внимателно слушавте, се надевам дека ќе ви користи, дека ви беше интересно и користете ги овие стратегии. Кога не користиме стратегија, колку и да е моќна, е како моќна кола да сте купили, сте ја паркирале во гаража и да развива 300 на сат, џабе ако не ја изнесете и ја пуштите. Така да сите стратегии, сите техники даваат вредност само ако се отворат, ако ги донесете во мускули, во спротивно се само руморење, само зборување. Има прашања, а прашањата, само да го видам, дали обуките се онлайн или во живо. Прашањата обуките се Билјана, Билјана, благодарам за прашањата. Може би ми некои други прашања гори или нема. Благодарам за прашањата. Обуките се во живо, со тоа што имате можност да ги следите ако некојаш сте попречени или не сте во можност да дојдете на одреден модул, да се вклучите и онлайн. Значи имаме лайв стриминг, тоа е последните години, после COVID, го воведовме како еден во NLP важи она, важно е да имаме избор, па ние сакаме да ви го понудиме изборот, значи обукате во живо, можете да бидете овде, да дојдете во нашиот простор, се наоѓаме веднаш до Песталоци, е прекрасен топол простор. На нашите учесници многу им се допаѓа просторот ради топлината, енергијата овде. И воедно имате можност и да онлайн се вклучите, совршено сме екипирани за онлайн да го следите модулот. Ве прожектираме тука, сите учесници ве гледаат исто како да сте во собата. За тие NLP се учи искуствено, значи јас поделувам на секој модул релевантна теорија, меѓутоа теоријата е едно секогаш е проследено со вежби, со искуства, сакаме уште тука да го усвоите, да го пробате, да добиете фидбек за тоа. Е многу интересно учење, воопшто не е досадно, времето лета и ќе го чекате секој нареден модул да дојде што побрзо, многу ќе ви биде жал. Сега имаме една група која што е пред сертификација и така некако веќе почнуваат да тагуваат дека е програмата завршила. Секако има понатаму и други нивоа, мастер практишенер, меѓутоа отам потом. Значи, да, онлайн и во живо, исто како да. Цената на обуката е не знам уште колку долго ќе можеме со оваа цена да одиме, сме сензитивни спрема нели стандардот и пазарот, Македонија и така натаму, особено стандардот. Цената е 1490 евра на повеќе рати. Ако програмата се одвива 7-8, понекогаш и 9 месеци, бидејќи летни месеци од половина јули, август нема да имаме модули, тогаш можете, имате можност и да ја разложите на повеќе рати и навистина да не ви представува никаков проблем. Гледајте на цената како една инвестиција во себе. За добро, плюс ДДВ, меѓутоа е даночно признат како трошок, така да не би тука да должам 1490 евра на повеќе рати. Се одвива на начин што најверојатно ќе добиете од нас информација на вашите мејлови ако ставите дозвола информација за NLP и доколку сакате, побарајте не. Јас за кратко сега ќе пуштам и нашите контакти, заследете на социјални мрежи, на секаде ги има нашите контакти. И лесно е во денешно време да се стапи во контакт. Навистина ви стоиме на располагање и јас и целиот тим. Ана, ви благодарам, одлично бевте ужива во предавањето. Благодарам, Ана, ми значи. Ако ви се допадна, прекрасно беше. Даниела, Билјана, ви благодарам. Маја Цековска ни е од оваа генерација што сега ја спомнам. Маја, не забележав дека не гледам овде, не сте ми прикажани сите, некако целиот екран е покриен со презентацијата.
Не забележав дека си тука и браво, одлично што се приклучи. Ова Маја, тебе ти дојде како интеграција се ова. Како може се вака да се спакува мало? Мислам, не е баш се, меѓутоа како добра интеграција на тоа што го работевте изминатите месеци. Јас сум од тие што тагува дека ќе заврши. Да, и јас исто. Секоја генерација е посебна, многу убави моменти. И се гледаме, имаме уште учење и дружење. Епа ви благодарам. Ако имате некакви прашања, чувствувате се слободно да поставите, инаку не би ве држала повеќе. Ќе само би пак се стресе лаптоп. Океј. Ви благодарам за вашето внимание. Зорица Бобовска уште еднаш. Ова се нашите мејлови, мојот мејл info@sensum. За следете на Сенсум, мене исто на социјални мрежи, би сакала да останам во контакт со сите вас и понатаму. И мојот контакт е 070 еве, тука не се другите брои, само мојот контакт. Не, воопшто не ми пречи, односно ќе бидам задоволство ми ако можам да одговорам перспективно на сите ваши прашања што потенцијално ги имате. Добро, дали уште уживав, како и на модулите. Верица е тука, Анета. Ти благодарам, Зорица. Да, ви благодарам и јас на вас, навистина бевте прекрасни. Со вниманието и останавте до крај. Океј. Останува уште нешто од вечерта, најдете некако и гушкајте 20 секунди, тета или партнер или понекогаш гушкајте се себе. И се гледаме во некоја следна прилика. Океј, чао.